Владата го објави проширениот список со имиња на училиштата кои ќе имаат настава со физичко присуство. Комисијата одлучи во општина Босилово физичко присуство од 4 до 9 одделение да има во училиштата во Бориево, Босилово, Гичерлија, Дрвош, Еднокујкево, Петралинци, Робово, Старобалдовци, Радово, Секирник и Турново. Во општина Ново село настава со физичко присуство во погорните одделенија ќе има во Колешино, Мокриево, Сушица, Зубово, Новокоњарево, Самоилово и Смолари. Во Струмица комисијата дозволи настава со физичко присуство за учениците од 4 до 9 во Велјуса, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Свидовица, Раборци, Попчево, Рич, Габрово, Сачево, Балдовци, Водоча, Добрејци и паралелките за лица со аутизам на Општинското основно училиште Сандо Масев. Во општина Дојран дозвола за работа со физичко присуство добија училиштата во Нов Дојран, Ѓопчелин, Николич, Стар Дојран, Фурка и Црничани. Основното музичко училиште Боро Џони доби делумна дозвола, физичко присуство со почитување на протоколите и изјава на родител за индивидуална настава за инструмент, а часовите по солфеж, хор, оркестар да се одвиваат на далечина. Инаку денеска втор ден Министерството за образование заедно со учениците и училиштата ја тестираа националната платформа за учење од далечина. Тестирањето на националната платформа за учење на далечина почна вчера кога беа најавени над 88.000 корисници. Ќе продолжи интензивно да се одвива и во наредните денови, соопшти Министерството за образование и наука. Вчера повеќе илјади граѓани се пожалија дека не успеале да се вклучат на платформата пошто следуваа критики дека платформата паднала уште на првиот тест. МОН смируваше дека нема место за паника кај родителите, бидејќи сето тоа ќе биде средено.